Во текот на изминатиот викенд се регистрирани 3 нови случаи и 5 оздравени пациенти на COVID-19 на територијата на градот Велес и Велешко, но на ниво на целата држава во деновите сабота и недела бројките се загрижувачки, односно 289 нови случаи. Овој црн биланс се очекува да продолжи во наредниот период. Надлежните институции апелираат до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита, бидејќи ова е новата реалност за уште долг временски период во нашата држава. На 26 јули 2020 година се одбележаа 71 година од загинувањето на борците учесници во граѓанската војна во Грција во 1946 година и траела до 1949 година, како и 74 години од смртта на народната хероина Мирка Гинева. Цвеќе на спомен одбележието на борците од Егејска Македонија положија делегација од Сдруженијето за заштита на човековите права на прогонетите од Егејскиот дел на Македонија Звезда од Велес, представници на општините Велес, Чашка и Градско, општинскиот огранок на Сојузот на борците од Велес, членови на семејствата на загинатите борци, Сојузот на македонските од Егејот Македон и политичките партии. За животот и делото на, како што е позната меѓу народот, дескалицата Мирка Гинева, говореа председателот на Сдруженијето за заштита на човековите права на прогонетите од Егејскиот дел Македонија Звезда, Бошко Божинов и Александар Јаневски, председател на Сојузот на македонците од Егејот Македон, кои истакнаа дека таа е првата жена која е погубена поради политичка вина. Со читање на песна со која се опишува страдањето на децата бегалци, а воедно и со промоција на книгата Трновитиот пат на очајниците од Славјанка Јуткова, беше заокружено чествувањето, а книгата пред присутните ја промовираше Љупчо Данов. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски ги информираше јавноста дека завршиле со асфалтирање на патот за Сливник долг 6,2 километри. Среќата на лицата на жителите на село Сливник не може да се сокрие. Прв пат во историјата на селото добија асфалтен пат и се спаси од газење кал, напише градоначалникот Коцевски на социјалната мрежа Facebook. Патот е долг скоро 6,2 километри и селото Сливник го поврзува од една страна со регионалниот пат Оризари Чашка, поминува по цела должина низ селото и од другата страна го поврзува со село Бозалково. Исто така информираше дека продолжуваат тешките и сложени работи за санирање на стечиштето Цуцка по Долни Дуќани, но и дека се бетонираат краци од улицата Трајче Петкановски во Превалец.